Власта и опозицијата влегуваат во последната фаза на испитување на можните кандидати за градоначалници. И Мицкоски и Филипче велат дека следниот месец ќе прават теренски анкети, кои ќе го имаат главниот збор за тоа кои ќе бидат нивните адути. Мицкоски кажа дека процесот на селекција во неговата партија се уште трае и допрва ќе се прават внатре-партиските анализи за потенцијалните имиња, меѓу нив и за град Скопје. Дека имаат амбиции за главниот град јавно зборуваат градоначалникот на Киселавода Орце Ѓоргиевски и министерот за локална самоуправа Златко Перински, кои беа денеска заедно на настан со премиерот, но на новинарско прашање тој одби да направи избор. Ѓоргиевски или Перински за град Скопје, што двајцата се тука? Добро е да има интерес. Нити едниот, нити другиот мене официјално не ми кажал дали е заинтересиран да биде дел од кандидатите кои што ќе бидат на анкетите внатрепартиски и така натаму, но еве ќе го послушам вашиот совет кога ќе ги почнеме анкетите за мерење на потенцијалните кандидати за градот Скопје, ќе ги вклучиме и двете. Што значи покрај другите? Кандидатот за градоначалник на Скопје од редовите на СДСМ пак ќе биде познат најверојатно во втората половина на април, а до тогаш ќе се знаат и останатите имиња за другите општини. Лидерот на СДСМ Венко Филипче вели дека нивните анализи за разлика од владеачките покажувале дека предноста на ВМРО-ДПМН не е толку висока колку што ја представувал премиерот, туку била намалена во однос на претходните избори. Правите ли ви анкети? Мицкоски се пофали дека 40:1 биле нивните анкети покажувале. Ја проверивме таа анкета, во нашата анализа излезе дека не е така и дека беа резултатите некаде 1:2,5. Што е едно намалување на разликата во однос на ВМРО-ДПМН кога ќе споредиме со последните резултати од парламентарните избори. Јас почнувам од таа бројка, тој резултат кој што беше на минатите избори. Зошто? Поради тоа што тоа беше и е еден репер за мене и ќе биде нешто со што јас ќе се споредам, со кој еден репер кој што ќе ја споредам мојата работа. За сега планот на опозицијската партија е да носат поединечни одлуки за општините, а Филипче остава отворена врата за коалициски комбинаторики со другите партии, меѓу нив и со ВМРО-ДПМН, но рече дека се уште немале понуди или разговори. За овој негов став премиерот изјави само дека се покажало дека коалицијата СДСМ дуи левица функционира перфектно.